Македонски Брод ги има двата најинтересни и најуникатни обичаи за одбележување на Великден во Македонија. И двата се случуваат на вториот ден од овој најголем христијански празник. Едниот е наречен покрсти, кој што е црковен обичај, а другиот великденски кули или народниот обичај. Граѓаните тргнуваат во 8 часот утрото од црквата Успение на Пресвета Богородица во Македонски Брод и пешки, движејќи се во колона, се упатуваат на 4 страни околу Македонски Брод, односно западната, северната, источната и јужната страна. Навистина воскресна! Воистину воскресе! Најзначајниот дел од овој обичај се случува кај местноста Стара црква. Црква која што исто така се вика Успение на Пресвета Богородица и била соборна црква на стариот Македонски Брод. Таа потекнува од 14. век, но во 1870 година се случува трагичен настан тука, односно загинува еден од мајсторите кои што требало да ја покријат црквата. И поради тоа, жителите на Брод ја градат сегашната црква. Христос воскресе из мертвих. Поворката која тргна околу 8 часот од црквата во градот, на ова место пристигна по околу час и половина. Прво ја посетија западната страна на градот, а потоа дојдоја тука на северната. Народот, кој што се движи во колони, пее црковни песни, придружени со звуците на македонските народни инструменти, како што е гајдата. По пристигнувањето, свештениците влегуваат во црквата и упатуваат кратка молитва. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова. Христос воскресна! Истина воскресна! Христос воскресна! Навистина воскресна! Христос воскресна! Навистина воскресна! Нека за многодини. Веднаш потоа се оди кон едно старо дабово дрво, каде започнува обичајот кој што се нарекува покрсти. Имено, во дрвото се прави крст, на средината од него со сврдел се отвора дупка, каде свештеникот става леп и вино и потоа истата се запечатува. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвих, смертио смерт поправ, Исус во гробе живот дарова.
Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи, на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им дарува. Христос воскресна од мртвите, со смртта смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Христос воскресе из живот дарува. Христос воскресе из мртвих, светиот сме поправ, Исус во гробе живот дарува. Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Нека на помош во години. Рано со баѓа тргнуваме од дворот на црквата и одиме да правиме литија околу градот. На 4 месеца станува и се прави во дрво, како дрвото што дава нов живот на пролет, така и ние символично правејќи крст во дрвото на одредени дрва, правиме крст и отвараме еден отвор каде што ставаме леп и вино, која е праслика на Христовото тело и крв. Потоа тој отвор се запечатува како што бил запечатен и гробот Христов, а потоа по 3 дена он воскреснува, како што напролет воскреснува и природата, така и напролет е Великден и ни данува преку смртта во гробот нов живот. Дел од старите жители на градот велат дека овој вековен обичај се појавил во времето кога македонски брод бил погоден од чума. Сега, за да се спаси македонски брод од чумата, наводно според преданијата на некој стар човек му се сонило македонски брод да се преора со 2 вола близнаци и 2 браќа близнаци. И така да од тој момент кога тоа настанало и годиниве уназад се одбележува овој настан со тоа што се оди покрести. На ова место секоја година има и домаќини, кои за сите присутни даваат ручек. Годинава имаше 7 домаќини. Имено, во 3 од сендвичите кои што им се даваат на присутните, има парички, и на тие на кои што ќе им се паднат, се идните домаќини, а дополнително може да се пријави и кој сака. И го принесуваме овој дар. Овој дар го слава и чест на Твоето воскресение, Твоето жртва на небесно и Твој жртвеник. Амин. Го принесувам овој дар, Господи Боже наш, во чест и слава на Твоето воскресение, прими оваа жртва во Твој наднебесен жртвеник. Слава Ти, Христе Боже, апостолите, одобро радостна баченице. Ѓоко Карамфиловски и Далибор Мисајлевски се едни од двајцата домаќини за оваа година. Ова е старата црква на Македонски Брод. Македонски Брод кога било мало село и оваа црква не е доправена затоа што при градбата се десил некој несакан момент, како што ние имаме од 14-15 век. И сега тука се дава ручек во чест на празникот Великден. Вие по кој пат сте домаќини? По прв пат, значи паричка се панува во сендвичите и некој може доброволно да прифати да пристапи во кумството, во организацијата. Какво е чувството да се биде домаќин на еден вакво навистина уникатен настан кој што е редок во Македонија? Па редок, да. Добро, супер е чувството, значи да ви се окей да еве не послужи времето годинава, многу добро време, убаво, мислам дека убаво ќе поминеме. Имавме среќа 2 пати да се падне поред паричката. Преходниот пат бевме кумови во 2019 година, но поради пандемијата 2 години поред се стагнираше овој адет и сега сме повторно кумови. Чувството е наистина убаво. Сега треба да пречекаме, тие се тргнати од нашата црква долу. Треба да ги заклинат светите дрва и да стигнат тука, ние да пречекаме и со мала закуска, со ручек, со музика да ора и песни да го прославиме тоа. Литијата потоа ги поминува и преостанатите 2 места,
каде се заклинуваат крстови. И околу пладне се среќаваат пред црквата заедно со учесниците на дефилето од Великденскиот концерт, кој исто така се одржува во дворот на црквата по повод овој ден. Годинава учествуваа 8 културно-уметнички друштва од повеќе градови од Македонија. Пред да се изнесуваат кулите, имаме стар традиционален обичај, тоа е обичајот каленчица, единствен во Македонија, каде што учесниците од куд 7 септември под марами ќе го направат величествениот шпалир, каде што целото население што е во моментов во дворот на црквата за здравје и среќа и беричет, ќе треба да се протнат по тие марами, а учесниците ќе пеат песната Каленчица, кален број, мален број. Откако ќе заврши обичајот наречен Каленчица, започнуваат да се формираат великденските кули, составени од 5 мина во првиот ред и 5 мина во вториот ред од кулата, кои им стојат на рамениците на оние од долниот дел. Имаат свое символично значење. Бројани извојувале кај високата порта во Цариград, кај големиот везир, испратиле писмо за еден ден во годината да можат достојно да го прослават онака како тие што си го замислувале. Тој ден го брале да биде вториот ден на големиот Христов празник во Воскресението Христово Великден. Овој обичај е носење на кули, кој ги символизира, на горниот дел го символизира македонскиот народ кој бил во робство тогаш, а долниот дел го символизира османлиите. Кулите се два реда, 5
старо беше 5 долу, 5 горе. Долните ќе бидат, се договориле турците, а горните ќе бидиме ние. Демек доста тие не газеа, а сега па ние да ги прегазиме, малку да ги погазиме. Тоа веќе било во зорите на ослободувањето, во зорите на повлекувањето на турските оние балкански војни 12-13 што биле. Така, тоа се случувало веќе тие години, кога добиле луѓето изем, кога се јавило комитството, кога се појавиле комити, војводи, сето тоа. И така да и од нашето место овдека имало комити, и од Тланско, и од Самоков, од сите села имало луѓе кои се бореле за денешнава слобода. Додека кулите се движат од црквата Успение на Пресвета Богородица кон местноста наречена Сред село или центарот на поранешниот македонски брод, учесниците на тие кули пеат македонски песни. Сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да ни биде среќата на Македонија. Љубов голема, Секоја година има различен број на кули, во зависност од тоа колку луѓе има кои што ќе се пријават да бидат дел од овој настан. Најмногу се до 5 кули. Вие по кој пат учествувате? Па не знам по кој пат. Скоро редовно сум на кулите. Зошто, какво е чувството кога ќе го изодиш целиот овој пат? Па патот на слободата годим едноставно, што се бореле нашите предци, што на овој ден бил откупен со злато од богатите мештани. Многу убаво чувство, подобро не може и да биде. Значи, се одржава традицијата се уште. Ова е единствена манифестација во Македонија и се надевам дека ќе остани да се уште повеќе да се негува. По кој пат вие учествувате на оваа манифестација? Јас откако сум дете од мало од памтам и сум бил на кулите многу пати, многу, не знам колку пати, и здолу и горе. Убаво е чувството после тоа, се осеќа човек горд. Кога сите кули ќе пристигнат на местноста Сред село, се продолжува сочестување на празникот со традиционални македонски песни и ора.